Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Македонската економија колабрира, од ден во ден запаѓа во се поголеми неволји. Граѓаните се осиромашуваат, а власта се расфрла купувајќи лубриканти и делејќи милионски тендери на блиските соработници. Владата на СДСМ денес ги задолжува граѓаните за нови 54 милиони евра, пари кои ќе треба ги враќаме ние и нашите идни генерации. Наместо да се разденува, како што велеа СДСМ, дека во 2018 година ќе се разденело на економија во нашата држава, за жал, компаниите и економијата во Република Македонија не видоа бел ден од владата предводена од СДСМ. Психолошката граница на задолжување веќе одамна е пробиена. Манипулациите на Заев и Тевдовски, дека впрочем ја раздолжуваат државата, не поминуваат веќе кај граѓаните. Денеска Тевдовски и СДСМ ја задолжуваат Република Македонија за 54 милиони евра, а во наредните недели планирано е раздолжување од 37 милиони евра, што значи дека нето задолжувањето во износ од 17 милиони евра, не земајќи ги каматите. Вкупниот јавен долг на Република Македонија на крајот од вториот квартал од 2018 година изнесува 48,8% од бруто домашниот производ, што представува зголемување за 0,6% поени во однос на претходниот квартал. А со новите задолжувања се очекува и драматичен пораст и на државниот долг на Република Македонија. Почитувани црното економско трио Заев, Тевдовски и Андјушев за неполни 2 години успеаат целосно да урнисаат македонската економија, а граѓаните да ги донесат на работ на должничкото робство. Очигледно, Заев и Тевдовски ја сгрешиле работата. Наместо да расте задолжувањето, требаше да растат капиталните инвестиции и бруто домашниот производ. Но за жал, СДСМ во поглед на економијата прават се обратно од она што треба да го прават. ММФ дури и ги намалува проекциите за раст на БДП за ниски 1,6%. За последниот квартал реализацијата на капиталните инвестиции изнесува очајни 21%, нема изградба на 500 км автопат, нема нови училишта и градинки, клиничкиот центар за жал нема да се гради. ВМРО ДПМН бара уште веднаш да запрат непродуктивните трошоци и огромните задолжувања. Исто така бараме намалување на акцизата за горивата. Ова се работи кои се неопходни да ги направи СДСМ уште веднаш. Парите на граѓаните, наместо за продуктивни трошоци, се трошат за лубриканти, луксузирање, хедонизам и пропаганда за неуспешен референдум. Само како пример, цената на дизелот за литар порасна за цели 26 денари од денот кога СДСМ ја презеде власта во Република Македонија, па се до денес. Расипничкото трошење на парите на граѓаните мора веднаш да запре. Благодарам.